Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е министерот за образование и наука Арвер Адеми. Министре Адеми, новата учебна година почна со стари проблеми. Ненавремена реконструкција и пролонгирање на наставата во училиште во Скопје, во Битола половина од училиштата нема електрична енергија поради неплаќање, во Гостивар нема кадар и пари за превоз на учениците, а има училишта кои се уште немаат санитарни јазли, библиотеки и основни наставни помагала. Каква е вашата оценка за стартот на учебната година? Не би било коректно ако кажам дека се е перфектно и дека не се соочуваме со предизвици. И дел од тие предизвици се поврзани со промените кои треба да се реализират во образовниот процес, имајќи предвид дека образованието е област каде секогаш треба да се внесуваат новини, а исто така имаме и предизвици со кои се соочуваме веќе подолг период како држава, како институција, па дел од тие предизвици се и од финансиски карактер. Но дозволете да истакнам дека ова учебна година почнува и со доста новини, па морам да признам и успеси. Прво е дека имаме 22 коригирани учебници за основците. Па потоа секој од тие 22 коригирани учебници ќе се набават и веќе се набавени од целосен тираж, така што секој ученик ќе има нови коригиран учебник. Потоа за најмалите од прво до трето одделение ќе имаме секоја година, почнувајќи од ова учебна година, нови учебници, нови комплети на учебници по сите наставни предмети и ред други мерки, но исто така сме свесни дека во два училишта првиот ден од учебната година не започна, се работи за учениците од село Ново село Боговиње. Веќе постапуваме и ќе продолжиме да превземеме мерки опожарениот објект да се врати во првобитна состојба. Исто така сме информирани дека и во училиштето Гоце Делчев во општина Центар не почнале со настава, бидејќи градежни работи се реализират и очекувам тие градежни работи кои не успеа да се финализират во време на временскиот распуст, да се финализират сега, па да продолжи наставата во уште подобри услови инфраструктурни. Но може ли да се избегнат некои од проблемите со навремена интервенција, за да не трпат учениците поради административни проблеми и објаснување дека нема пари? Секогаш предизвици во Министерството за образование и наука постојат, но ние сме фокусирани да најдеме решенија за сите од нив и се што е во наша моќ и надлежност правиме напори такви предизвици да се надминат и без прекин наставата да се одвива. Дали лоциравте кои институции не го поминале летото работно, па дојде до проблеми во септември? Мислам дека сега за сега ситуацијата од тоа што сме известени во територијата на цела Република Македонија е во ред и освен во училиштето Гоце Делчев во општина Центар немаме проблеми. Сме имале, да кажеме, предизвици и околу снабдување со електрична енергија, например во Битола, но пред стартување на учебната година, тие проблеми веќе се надминати и со ЕВН, кои морам да ги пофалам во ова прилика, кои имале разбирање за ова, но ние како влада веќе формиравме работна група и во рамките на владата да изнаоѓаме решенија за подмирување на долговите, но исто така работиме паралелно и да изнаоѓаме решенија да не се генерират нови долгови. Во времето на претходната министерка Десковска се најавуваше примена на законите за основно и за средно образование, како и намалување на бројот на часови во основните училишта и напуштање на Кембридж. Зошто доцнат овие реформи? Тоа што е најавено и дел од тие најавени реформи секако дека ќе бидат инкорпорирани во новиот закон за основно образование. Ние работиме на тој закон интензивно и на експертско ниво, но се реализират и консултации на политичко ниво во смисла на изнаоѓање на најдобрите решенија со кои ќе се подобрува квалитетот во основното образование. Битно е да имаме квалитетен закон и квалитетни реформи. Ние имаме искуство и целото општество
е запознаена дека од брзање, од носење на брзи реформи патиле нашите ученици, нашите деца. Затоа не треба никој да дозволи да се експериментира со децата, но секако дека кратење на број на часови, исто така и доста нови новини кои се поврзани и со статусот на наставниците ќе бидат инкорпорирани во новиот закон за основно образование. Од една страна нема пари за сметки за струја и за превоз на ученици, а од друга страна платите во образованието кои со години се ниски се зголемија за 5%. Што е приоритетно да се направи во образованието за да се подигне квалитетот? И подмирување на долгови за електрично снабдување, за превоз на ученици, но исто така и статусот и платите, примањата на наставниците. Дозволете да истакнам дека сите општини, секоја општина во Република Македонија добива средства по вид на блок дотации и тие се строго наменски. Менаџирањето на тие средства не се во рацете не се во надлежност на Министерството за образование и наука, туку се во надлежност на општините, односно училиштата. А од друга страна, ние работиме напорно да го подобруваме социјалниот статус на наставниците, да го подобриме дигнитетот и достоинството на професијата наставник во општеството. Показател за квалитетот во високото образование е тоа што високообразовните институции во Македонија со години не може да се најдат на шенгенската листа на најдобри универзитети. Имате ли вие стратегија како да се подигне квалитетот во високото образование, на што треба да се работи во континуитет? Мај месец од страна на Собранието е донесен новиот закон за високо образование и има квалитетни решенија со кои имаме јасна намера да се подобри квалитетот во високото образование. Секако ние ги следиме и сите трендови и тековни трендови во развиените европски земји, бидејќи како задача и обврска ја имаме за најмладите, за нашите студенти, да обезбедиме европска држава со европско образование. Така што тие трендови, текови, па морам да признам и позитивни искуства, сакаме да ги примениме и во нашиот образовен систем, нормално, со прилагодување, нормално имајќи ги предвид дека и ние како општество и како држава имаме особености. Ке има ли конкурси за нови вработувања во образованието со оглед дека има проблем со недостиг на кадар и несоодветен кадар кој предава со завршено средно образование? Генерално, морам да признам дека немаме проблем со немање на кадар или недоволно соодветен кадар, но исто така постапката за вработување тоа се спроведува во самите училишта и по добивање на согласност од страна на Министерството за образование и наука. Но секој кандидат мора да ги исполнува условите предвидени со закон и нормативи кои треба да ги поседува за да може да ја врши професијата наставник. Така што ние секоја барање кое го добиваме од страна на училиштата или од страна на општините како основачи на основните и средните училишта, го разгледуваме, правиме анализи и секако се утврдува рационалноста на тоа барање, па и им излеземе на пресред на сите тие училишта каде што има оправдани барање за ангажирање на адекватен кадар, бидејќи веруваме дека недоволниот кадар или недоволно соодветниот кадар придонесува и не придонесува, подобро да кажеме, во спроведување на квалитетен образовен процес. Но упатените посочуваат дека има 1600 наставници кои што се несоодветен кадар, што изнесува околу 20% од вкупниот број на вработени. Какви се вашите податоци? На национално ниво, и ако ги имаме предвид сите податоци и од Агенција за вработување и така натаму, ќе видиме дека на национално ниво има доста луѓе кои имаат завршено соодветно образование за да бидат вклучени во образовниот процес. Така ги охрабрувам, ги поттикнувам да конкурират секаде каде што има оглас за вработување, па да бидат вклучени во образовниот процес. Бидејќи кадар со квалитетно образование, соодветно образование
е неопходно за да имаме квалитетен образовен систем. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.